Сакам да почнам со тоа што ќе ви раскажам една кратка приказна. Тоа е вистинска приказна за двајца наставници во далечната 85-та година. Кога бев 6-то одделение, имав двајца наставници по географија. Во првото полугодие имав наставничка, а во второто наставник. Наставничката беше многу високо образована и искусна, меѓутоа незините часови се состоеја од прераскажување на лекцијата од учебникот. Потоа дојде новиот наставник, кој што имаше многу поразлични методи на работење. И неговите часови беа магични, затоа што тој не само што имаше одлично познавање на предметот, туку користеше многу други додатни материјали. Ни раскажуваше релевантни приказни, настани, ни донесуваше фотографии и магазини за да се подобри учењето и така ни го разбудуваше љубопитството и не мотивираше да учиме. И сите сакавме да одиме во географска секција, што беше негова. На наставничката, која што ми беше и класен раководител, не и беше јасно. Зошто е тој наставник толку популарен? Поготово што во еден момент не имаше кажано дека тој дури нема ни високо педагошко образование, туку има само виша школа. Уште во тој момент се сеќавам дека си имав помислено колку би било корисно кога би можело некој да го сними наставникот како го одржува својот час и да ја покаже на наставничката што се случува на неговите предавања, за да разбере таа зошто сме толку мотивирани да учиме географија со него и да добие можеби некои идеи и инспирација за како и таа би можела да применува некои од неговите методи. И сега мило ми е да ви кажам на сите дека кога пораснав ми се оствари таа желба, затоа што сега учествувам во возможување на таков начин на соработка помеѓу наставници. Привилегија ми е да сум дел од организација која што има дизајнирано иновативна платформа за професионално усовршување на наставници, која што е базирана на користење на видео за снимање на практиката и анализа на практиката на наставниците и подобрување на истата практика со колаборативно работење и со формирање на заедници за учење. Зошто ја имаме креирана таа платформа? Причината за нашето постоење е тоа што го дискутиравме во текот на овие два дена досега во конференцијата, а тоа е дека квалитетот на наставникот е најважен фактор кој што влијае врз квалитетот на образованието на учениците и исходот на учениците. Зборувам за фактори од образовниот систем кои што се контролливи. Значи, квалитетот на обуката на наставниците е витална за квалитет на образованието на учениците. Меѓутоа, тука постои еден проблем, за кој што исто така дискутиравме. А проблемот е во тоа што многу голем дел од професионалната обука на наставниците не е ефикасна. И тоа е глобален проблем, не е само кај нас. Зошто не е ефикасна? Кога зборам за традиционалните методи на обука, станува збор за предавање, учество на семинар, присуство на конференција, значи ситуации каде што фокусот е на пренесување на теорија. Постојат истражувања кои што имаат покажано дека за да биде научење ефикасно, поготово кај возрастните, а под ефикасно подразбираме тоа што ќе се научи да може вистински да се примени во практика, потребно е тоа учење да биде искуствено, да биде колаборативно, да биде персонализирано и да биде континуирано. Овој конкретен модел зборува за 4 искуства на учење кои што се потребни за да знаењето вистински се примени во пракса. Базирано е врз истражувања на американските научници Джойс и Шауърс. Значи, потребна е теорија. Потребна е демонстрација или моделирање на како таа теорија изгледа во пракса. Потребно е да имаме можност да го пробаме тоа што сме го научиле
во својот контекст и да добиеме повратни информации. И последно, потребно е да се овозможи менторство и колегијална соработка, што е, уствари, најважниот дел. Зошто е најважен? Затоа што сите овие 4 елементи се неопходни. Меѓутоа, кога станува збор за теорија, само во оваа конкретна студија, само 5% од наставниците успееваат тоа да го применат во пракса. А кога зборуваме за кумулативниот ефект на сите овие искуства, тогаш дури 95% од нив ќе успеат да ја применат во пракса. И тоа е многу важно да се примени во однос на поддршка на наставниците за нивната обука. И тоа ми е мило што го спомна и министерската Царовска. И се надевам дека ќе има можност да се воспостави такво нешто. Бидејќи без тоа, професијата на наставниците може да биде многу осамена. Кога зборуваме за менторство и за тој главниот дел, колегијалната соработка, важен фактор се наблюдувањето на наставата и рефлексивната практика, што исто така е спомнато во Србија, дека постои веќе проект каде што се применуваат тие начини на практика, па се надевам дека ќе имаат успех. Што е сега потребно за да може да се воспостави таков начин на обука? Сигурно помислуваме на средства, секогаш се враќаме на тој проблем. Користењето на видеотехнологија во оваа ситуација може да биде многу голем овозможувач, затоа што може да ги надмине тие предизвици на време, дистанца и финансии. Сега користењето на видео исто така носи со себе други предизвици. Доверба, начин на користење, меѓутоа на нив ќе се навратам подоцна. Платформата што имаме ние креирано ги овозможува сите тие искуства на учење за кои што зборува во претходниот модел и исто така ги надминува предизвиците на користење на видео. Само накратко, ова ќе им биде интересно сигурно и на некои од тимовите од Хакатон, затоа што постојат платформи за кои што вие се стремите, така да ќе биде убаво да поразговараме. Принципот на дизајнот е во тоа што наставникот е во срцето на тој дизајн. И многу беше важно, тоа е во однос на истражувањето кое што ја инспирираше креацијата на платформата. Наставникот има комплетна контрола врз не само видеата што ги креира, туку и сите содржини. И работи на принципот на најавување на платформата, каде што може да најде експертска содржина или теорија за која што зборевме. Потоа, со технологија што имаме направено да може многу едноставно и безбедно да ја сними својата практика, која што автоматски се поставува во неговиот профил на платформата и оттаму може да се користи за рефлексија, саморефлексија или соработка со колеги, анализа со инструментите што ги имаме подставено и соработка. Вака изгледа, само да ви кажам, на неколку фотографии како изгледа нашиот систем и може да се користат и тие инструменти за вистинска длабинска анализа на практиката и да се види што е ефикасно, а што не е. Значи, тоа е се направено да се користи во една атмосфера на соработка, каде што се подставени едни норми за соработување, значи без критика и без осудување, туку само со поддршка и соработување. И многу сум инспирирана од резултати што имаме постигнато кога имаме работено со наставници од различни земји. Меѓутоа, иако тие сами по себе зборат за својот успех, морам да напоменам дека од искуство имаме увидено дека давањето на технологија, на алатки и на инструкции не е доволно. Ние имаме работено со повеќе од 75.000 наставници на различно ниво во образование, од предшколска возраст до високо образование, од 16 различни земји, кои што се на различно ниво на развој и различни култури, значи од Финска и Велика Британија до Јужна Африка и Тајланд. И секаде имаме установено истите работи кои што се потребни. Како прво, на наставниците им е потребна структура.
и потребни се тие норми за соработка. Потребно е да им се даде време кое ќе биде посветено на на тој континуиран развој, но најважно од се е потребна една култура на позитивно учење, поддршка од лидерите и автономија на наставниците. Таа автономија на наставниците е нешто што беше исто спомнато во говорите на неколку од представниците од различни земји, како например господин Майкл Волтерс, затоа што давањето на автономија на наставниците креира една мотивација, кога како професионалци ни е дадена одговорност и кога имаме можност да бидеме дел од одлуките, а не само од воспоставувањето на решенијата, имаме многу повеќе мотивација и самодоверба и имаме можност да создадеме едно чувство на самоефикасност, што е многу важно во имплементирање на било какви промени. Нашата визија е да бидеме клучен дел на поврзување на тие сите институции и наставници кои што се дел од екосистемот на професионалното усовршување на наставниците. Ова е пример за екосистемот што постои во Велика Британија, каде што сме базирани, меѓутоа може да се однесе на било кој систем и како што веќе имаме работено на многу меѓународни проекти. Ние веруваме дека постои одличност во секој наставник, како што беше мојот наставник по географија, како што има примерка и колешката Ана. Постои одличност во секој ученик, како што видовме од представниците на хакатонските тимови кои што имаат одлични идеи и ентузијазам. Постои одличност во секој училиште. Да им овозможиме да ја ослободат таа одличност и да ја споделат за подобро образование на сите и подобар живот на нашите деца и на сите нас. Ви благодарам.